Колку и да звучи парадоксално, имам чувство, почитувани гледачи, дека Спаска Митрева съвестно одбра да биде жртва во целиот овој случај и дека на некој начин всушност посакуваше да оди на одлежување на таа 3-месечна затворска казна. Кога за прв пат Спаска Митрева се декларира како бугарка? Мислам дека тоа беше со еден поднесок од 30.6.2008 година, кога за прв пат ја спомена писмен поднесок, беше тоа бугарската национална припадност. Значи, пред години неколку месеци прв пат спомна бугарска националност. Тоа значи веќе се поминати во еден поголем дел сите тие судски постапки. Да, веќе скоро беа правосилни пресудите. Значи во некоја жалбена постапка почна да активно, значи, да ја потенцира бугарската националност. Кога веќе на правен план почна да ја губи битката. Да, веќе беа потврдени, како што ви кажав, значи двете претходни условни осуди веќе беа потврдена страна и на апелација од страна на Врховен суд. Некаде април месец ова година и нарочишта го потврди тоа дека е трагенка бугарка. Тогаш, значи прв пат со изразена волја, значи на 27.4.2009 година судијата што ги спроведуваше извидите по однос на барањето за отповикување на условната осуда, тогаш и јасно и недвосмислено кажа Спаска Митрова дека е, значи, државјанка на Република Македонија и на Република Бугарија. Ако човек ја гледа целата оваа постапка, значи главното е, значи ако се ослободиме тој еден правнички вокабулар, главното е дека таа жена врз база на одредени одлуки на Центарот за социјални работи на Гевгелија не го почитува правото на незиниот сопруг да ја гледа незината, односно незината малолетна ќерка. Да, тоа е суштината. Значи има тука на кривичното дело, не почитување на центарот, на решенијата на Центарот на социјални работи. Значи Центарот тоа кажува дека не се почитува и се покренува одредена судска постапка, која има две условни казни и на крај има одредена казна за одземање на малолетно дете. Значи тоа се отприлика горе-доле судските, да речеме, финеси на целиот овој процес. Така. На крајот на криштата, дали е тоа преседан една мајка на малолетно дете, 2,5 годишно, да лежи некаде 3 месеци затвор? Дали воопшто се случува таква ригорозна казна, не само во судот во Гевгелија, туку воопшто во Македонија? Или наистина Спаска е казната и санкционирана како бугарка? Оваа пријава беше, значи, поднесена до страна на Центарот за социјални работи, до основното јавно обвинителство. Основното јавно обвинителство, значи, си поднесе обвинителен предлог за оваа кривично дело. Судијата мора да суди. И се констатира во фактичката состојба дека навистина Спаска Митрова не го почитувала повеќе решенија, значи за тоа имаме и повеќе предмети од Центарот за социјални работи. Значи го прекршила законот. Така. На некој начин. Дали Гевгелискиот суд, јасно барам бројки. Тоа е криминирано дејство во кривичното дело од земање малолетник. Значи, тоа е суштината на кривичното дело. Не ви барам бројки, меѓутоа ми е многу битно дали во судот во Гевгелија, дека сте вие председател на судот, некаде 4 години, е осудена друга мајка за такво дело. Не сме имале поднесок од страна на основно јавно обвинителство, нити кривична пријава. Сигурно ги има во аналитез. Не можам точно да ви кажам. Може ли тоа да биде искористено од страна на Спаска Митрова, од страна на бугарската држава? Бидејќи сега имаме еден случај кога целата бугарска држава застанува спроти судот во Гевгелија и спроти незиниот паранешен сопруг. Дали може тоа да биде искористено како доказ на фактичка состојба дека бугарите во Гевгелија, вклучително во Македонија, се малтретирани и осудувани бидејќи се бугари? Спаска Митрова, како што ви кажав, е судена како македонски државјани, не како бугарка. А и да е судена како бугарка, исто така, значи ќе се биде судена како и сите македонски државјани и бугарски државјани. Врз основа на закон и врз основа на принципот на началот на недискриминација, на еднаквост на граѓаните пред уставот и законот. Воопшто не е спорно дали е македонски државјанин или бугарски државјанин. За мене лично и за судиите и за овој суд. Најодговорно го тврдам тоа. Дали во еден момент може би заборавихте дека сте судика и како жена ви беше тешко да прифатите судот во Гевгелија, на чие чело сте вие како председател да донесе таква одлука? Спаска Митрова дојде 3 месеци во затвор. Знаете зашто ви го поставам? Бидејќи имам чувство дека таа жена съвестно одбра да биде жртва. А дури не побара ни условен отпуст кога се зовре целата атмосфера, кога се зоврија и се вжештија тие телефони помеѓу македонскиот и бугарскиот премиер, помеѓу македонскиот и бугарскиот председател. Имам чувство дека таа жена одбра свесно да биде во затвор, да биде жртва и не побара условен отпуст од судот во Гевгелија, кај што всушност и требаше тоа да го направи. Тоа е нејзино право.
Дали во конкретниот случај таа не побара, значи во Основниот суд Гевгелија не побара и не е поднесена молба за условен отпуск. Што чаре, господин Савич? Не знам. Не знам, за моментов, не знам. Оставам да видам текот на наставните како ќе биде, така да. Не знам за моментов. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефцов, почитувани гледачи. Вечера можете да проследите нашето телевизиско досие, посветено на случајот Спаска Митрева и нашето интервју со Божидар Димитров. Ние се гледаме идниот петок со нови 2 телевизиски досија, посветени на темата небогатите луѓе на Балканот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.